По општините со нови партиски кадри ќе се полни администрацијата во јавните предпријатија во регионот, потврдуваат партиски извори за ТВ Стар. Иако во овие предпријатија веќе нема игла кај да падне од превработеност, ова не значи дека место нема да се прави за нови партиски столчиња. За информација, во моментов во источниот регион има 11 јавни предпријатија и тие досега вработуваа над 1200 лица. По општини, бројот на вработени во јавните предпријатија е следниот: Штип 380, Кочани 290, Виница 102, Пробиштип 91, Делчево 89, Берово 78, Македонска Каменица 33, Пехчево 29, додека останатите се со 6 до 10 вработени. Овие бројки и бројот на жителите воопшто не коинцидираат со европските стандарди, каде на секој 1000 жители треба да има по еден вработен во јавно предпријатие. Кај нас тие се неколкукратно повеќе. Вака е после секои избори, зашто сведочат и обичните граѓани со подолга меморија. Има комуналната превработеност. Претходните власти само примаа гласачи и начугаа. Комуналното у нас може да работи со 25-6 до 30 души, а не 70 и колку се. И тоа е еден од чинителите кои направија да е скапа и водата и сите услуги нормално. Спомнам кога еден човек метеше од бабите до полицијата и свршуваше работа. Сега на секоја улица, на секои 30 метра има по еден метач, ама ништо не работи. Така, подпираа се на метите. Но ова веројатно нема да биде пречка и на грбот на граѓаните повторно да се закачат нови нерационални давачки. Според истите извори на ТВ Стар, големи притисоци за нови вработувања има во неколку јавни предпријатија. Сепак, не сите јавни предпријатија во регионот имаат намера да работат на штета на јавното предпријатие и граѓаните. За тековната 2018 година нема предвидено нови вработувања, освен оние што се ангажирани преку Агенција за привремени вработувања. Значи, моментално вработени 102 лица, од кои што има и 16 преку Агенција за привремени вработувања.